Envato. 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 Велат дека викендот е ден кога човек треба да одмара. Период од работната недела кога треба да биде со своите роднини, пријатели, да се одмори од работниот циклус во текот на неделата и она што е најважно, да ги избегне сите оние глупости кои што не се случуваат последниве неколку месеци, па еве и неколку години наназад. Тука пред се мислам на, како да кажам, на глупостите околу политичката ситуација во држава, бидејќи анализирајќи ги самите политичари кои што ги извршуваат своите функции, државни функции како политичари, веќе и самиот збор на политика го губи поимот политика. Меѓутоа, целта на ова наша емисија не е тоа околу политиката. Целта сепак на овие наши емисии за кои што се надам дека ќе потраат малку подолго е буквално проблемите со кои што се соочени овие наши населби. Се разбира, такви проблеми денес имаме доста. Може да се набројат напрси, проблеми кои што веќе со години наназад се провлекувале. Од тука денес нашава прва емисија, би рекол, прво наше издание, го започнуваме од навистина еден многу преубав предел. Ова е веќе влезот на самата Подгоречка планина. Некаде се наоѓаме на 1050 метра надморска височина, температурава прилагодна и токму како што ни одговара за денешната емисија. Целта на нашава емисија да ја започнеме токму од тука, значи овој викенд да ги искористиме, како да ги избегнеме, значи како што рековме претходно, сите оние глупости што ни се случуваат. Па еве ќе ја спомнам и самата технологија, бидејќи за жал од кога што самата навлезе во нашите животи, веќе човекот ги изгуби одредни вредности. Така да наместо човекот наместо технологијата да биде роб на човекот, сега веќе стана обратно. Така да одредени, како да кажам, технолошки достигнувања веќе станаа дел од нас. И сето тоа ни го оттрга вниманието настрана од вистинските вредности. Вредности кога навистина некога се седнувало на кафе на заеднички муабет со роднини и пријатели, кога навистина се имало простори малку да се поразговара околу некои теми, проблеми или слични работи. За жал, таквите средби денеска се случуваат, меѓутоа немаат никаква вредност, а вредноста повеќе во тие моменти ја придодаваме на нашите мобилни телефони,
Тоа можете сигурно да го видите од секојдневните средби по кафулињата. Значи, веднаш штом се седне на маса, повеќе се чачка по телефони, по Facebook, по Twitter, по Instagram, да се види кој што и како шерувал, отколку времето да се искористи во меѓусебен разговор. Се разбира, истото се случува и со телевизиските серии, турските серии и други, каде што се потрошува време кое што за жал го трошиме на непотребни работи. Значи, како што реков претходно, целта ни на овие наши емисии ќе ни биде циклусот на проблемите со кои што овие населби се соочуваат. Нашиве населби, какви што се денес, за жал, се соочуваат со многу проблеми. Проблеми кои што се провлекувале со низа години наназад. Некои се изградиле, некои не се доизградиле, за некои веќе се јавува потреба да се изградат и така натаму. Она што понатаму би сакал да потенцирам во ова наше кратко излагање на овие наши изданија, на овие емисии, ќе биде всушност анализа кратка на сите овие проблеми во нашиве населби. А проблемите се, разбира се, доста. Во Лабуништа имаме проблеми со диви каменоломи, диви отпади, би рекол, места каде што се фрла отпаден материјал, диви депонии, би рекле. Потоа имаме проблем со патна инфраструктура, проблем со канализација, проблем со систем за водоснабдување. Значи, една низа на куп проблеми. Она што понатаму, еве и нашава населба Подгорци ја прави, речиси, слична со Лабуништа, е само патната инфраструктура која што за жал години наназад не е обновена. Значи, еден сериозен проблем кој што треба, што е можно побрзо да се санира. Се разбира, во Подгорци има поголемиот дел од проектите се веќе започнати и некои не се дореализирани, од типот доизградба на системот за водоснабдување, каде што треба да се постави трет филтер. Потоа имаме доизградба на патната инфраструктура, како што рековме пред малку, доизградба на брана на Подгоречко езеро. За жал, Подгорчани веќе долги години имаат и потреба од амбуланта, која е веќе руинирана и не постои како објект. Значи, и ред на низа на друг голем број на проблеми. Се разбира, такви проблеми имаат и околните населби, Подгорци, Боровец и Октиси. Тоа сега не сме добиле некакви информации за какви потреби и кај ни станува збор, меѓутоа се надевам дека во наредните емисии некаде ќе имаме можност малце да се задржиме и на тие проблеми. Во овој наше прво издание ќе се обидиме да прикажеме, да потенцираме на едни-два сериозни проблеми. Едниот ќе го издвоиме во населба Подгорци, другиот населба Лабуништа. Именно во март 2017 година потенциравме на еден сериозен проблем кој што се надвивна, да кажам, на населба Подгорци. Стануваше проблемот со стариот дотраен објект, привремен училишен објект, кој што се наоѓа во непосредна близина на училиштето во Подгорци. Објект кој што веќе е руиниран, се го поминал своето време. Објект кој што некогаш бил место на стара струшка трговија, медицинска установа, амбуланта, потоа библиотека, па и неколку години беше привремено училиште, додека се изработуваше, се градеше новото училиште на населба Подгорци. Меѓутоа, согледувајќи фактичката состојба на вистина на тој објект, во 2017 година, точно во март се сеќавам, известивме од сериозноста на решавањето на овој проблем, кој што навистина може да биде сериозен проблем по безбедноста како на учениците кои што се движат по тој дел, така и по граѓаните кои буквално се наоѓаат во него непосредна близина. Меѓутоа, за жал, и покрај нашето тогашно известување, поголемите институции, се надевам оние одговорните, сепак не најдоа сходно да реагираат. Така да, сега некаде пред 3-4 дена имаше опожарување на истиот објект. Објект кој што сега представува фактички уште поголема опасност, како за учениците кои го поминуваат тој дел за да дојдат во школскиот двор и училиштето, така и воопшто и за граѓаните кои што буквално се наоѓаат во негова непосредна близина.
Значи, пред неколку дена имавме опожарување на тој објект и сега фактички состојбата од самите фотографии ќе видите е драстично многу полоша. Од тогаш ние ја информиравме дека проблемот, значи, мора подитно да се реши. Во нашето кратко известување потенциравме дека најпрво местната самоуправа веднаш треба, значи, заедно да седне на маса со општинските органи и да издаде решение за решавање на овој проблем. Уривање, бидејќи сепак училиштето е во надлежност на општината, местната самоуправа ја представува населбата и се разбира објектот кој моментално сега предмет на нашиот проблем, да кажам така, е во собственост на местната самоуправа Подгорци. Згора на тоа, веднаш, значи, во кратки разговори со наши сограѓани, имавме можност да го споделиме и нивното мислење дека училишниот одбор, советот на родители, па и директорот на основното училиште мора подитно да го затворат влезот преку кој што учениците влегуваат во школското двориште и тој представува, значи, тој простор представува потенцијална опасност на кој што и пред година и пол некаде укажуваше при една комисија која го посети ова училиште од Министерството за образование, беше потенцирано дека просторот преку кој што учениците влегуваат представува потенцијална опасност по нивната безбедност. Во нашиот разговор со групата на граѓани, исто така беше спомнато дека се додека не се реши тој проблем, учениците мора да се изнајде соодветен простор каде што безбедно ќе влегуваат во училишните простори. Би тоа, за жал, значи, од текот денот на нашето објавување на таа информација и тие фотографии, за жал, досега ниту една институција, барем колку што имавме можност да забележиме, не најде за сходно да излезе со било каква реакција дека ќе го реши проблемот, дека ќе седнат на маса, ќе поразговара. Сепак наше беше, значи, да анализираме и да прикажеме, да потенцираме на овој сериозен проблем. Се разбира, не е наше да одлучуваме и да го решаваме, затоа си има институции и луѓе кои што си земаат пари и за кои што треба да одговараат доколку не дај Боже се случи нешто што не би сакувале да се случи. Вториот проблем за кој што би сакале да го изложиме во ова наше прво издание е проблемот кој што сега се случи пред неколку 2-3 дена, мислам, ја добивме информација, проблем кој што се провлекувал веќе некаде недела и пол. Ова зборува се информации кои што ни беа доставени од страна на наши сограѓани од населба Лабуништа. Стануваше за еден сериозен проблем кој што, како што ни рекува тие, веќе сега почнува да ги кажува резултатите. Тоа беше проблемот со системот за одвод на фекални води и канализацијата. Тие во еден разговор ни рекоа дека уназад години не се одржавала перманентно онака како што треба и ова е резултатот кој што денес имавме можност да го видиме. Од самите фотографии ќе го забележите, значи апокалиптична ситуација во каде што по главниот пат во голема должина се излева фекално отпадни води, значи се она што може еден канализационен систем да го однесе на место, да го одведе на селбата, веќе го имавме на површината од патот. За жал, и покрај нашето настојување да добиеме потврден одговор од надлежната институција која што се занимава со или која е задолжена за одржување на овој систем, до сега не добивме. Ова се накратко видувања на групата на граѓани на населба Лабуништа, кои сметаат дека не се задоволни од начинот на кој што досега стопанисувале. Не само овој состав на комуналното претпријатие, можеби и претходните, и резултатот е сега буквално овој. Во еден наш краток разговор со еден од граѓаните на Лабуништа, кој имал можност да се затекне на самото место, а и би сакал да му се заблагодарам што ни испрати фотографии, ни рече дека досега не се преземало ништо во врска со решавањето на овој проблем во населба Лабуништа. Иако вика досега сме имале и пратеници во политички партии, биле во власта и секаде, ниту еден досега ни спомена дека не допринесал за решавање на било кој проблем кој тишти ова населба. И не е вика чудно што еве сега ни се случува ова со канализацијава, а утре може да ни се случи
хаварија и со системот за водоснабдување, за патосни изјави дека веќе го знаеме сите и како е. Од тука, почитувани, значи, накратко, во наше прво издание сакавме само да посочиме на проблеми кои што, значи, како што реков, ги тиштат нашиве населби. Значи, не е наше да ние ги решаваме, туку да укажуваме на нивната важност од решавање. Се надевам дека овие наши изданија ќе потреат малку подолго, мислам подолго заради тоа што во идните наши изданија, каде што ќе се обидеме малку повеќе да ги анализираме проблемите, да се отвориме кон нив и да укажеме кој би можел да биде крив, кој го решил проблемот, мислам дека ќе се најдат одредени личности кои што во тој период биле во можност, а не го решиле тој проблем, не допринесле за решавање на тој проблем. Се разбира, имавме и политички партии, имавме, како што реков, и пратеници, денес имаме и советници, и еден куп број на луѓе, наши представници и во извршната власт, кои што имаат можност да ги решаваат овие проблеми кои што ги тиштат овие населби. Меѓутоа, заедничката анализа укажува дека уназад години, барем потенцирам во населба Лабуништа, населба која што брои блиску 10.000 жители, ниту еден проблем не се решил како што треба. Она што се започнало, се оставило, а такви проекти викаат дека буквално и досега немало. Значи, ке спомнам уште еднаш колку за кратка информација, во Лабуништа имаме проблем со системот за водоснабдување, проблем со канализациониот систем, проблем со патната мрежа, проблем со диви депонии, проблем со диви каменоломи, значи уште еден куп проблеми. Во Подгорце имаме недостаток на соодветна патна инфраструктура. Значи можеме секојдневно се возиме, поминуваме, комуницираме преку тој дел да видиме како изгледа. Подгорце има потреба до изградба на системот за водоснабдување со поставување на трет филтер и до изградба на браната на Подгоречко езеро. Друго, Подгорце има потреба од решавање на проблемот со старата руинирана школска зграда која што представува потенцијална опасност за граѓаните и учениците од тој дел. Подгорце има потреба од доизградба на здравствената амбуланта и уште еден куп проблеми. Од тука, значи, целта на нашава емисија беше малку да ги потикнеме и нашите представници, значи потенцираме на нив, на сите, малку повеќе да се заангажираат околу проблемите во нашиве населби. Бидејќи времето релативно си врви. И секој ќе треба да сноси одговорност за она доверба што народот му е дал. Сега, дали тоа ќе биде така или не, останува да покаже времето. Може би ќе се појави некој наш пратеник, советник или некоја друга политичка партија или институција која што ќе влезе во делот во решавањето на овие проблеми. Значи тука некаде, еве сега колку што можам да забележам, некаде на 100 метра ќе стигнеме до нашата крајна дестинација каде што ќе имаме можност да се напиеме едно топло чајче кај нашиот гостин Шабан и да укажеме уште еднаш, значи, до сите оние наши сограѓани кои што еве малце со поправки едно друго во ова наше прво издание ги покануваме малку да излезат надвор од населбите, да го почувствуваат сето она што Господ ни го дал. Значи да се трнат од сите оние глупости кои што не оптоваруваат секојдневно. Да се трнеме од гужвите по кафулињата, да се трнеме од користењето на редовно на мобилните телефони, на технологијата, интернетите, барем на половина час во овие природни убавања. До тогаш се надевам дека во следното наше издание ќе имаме уште поголеми содржини. Ова не беше само прв краток вовед, во она што планираме понатаму да го анализираме, така да сите оние кои што имаат некаков друг проблем од другите населби, слободно може да не контактираат или пак да пишуваат на нашата Facebook страна или пак да споделат нивно заедничко мислење. До тогаш, уште еднаш ќе кажам, се надевам дека овие наши емисии ќе потреат малку повеќе, бидејќи во следните наши анализи, за жал, претпоставувам дека ќе се најдат луѓе кои што биле во можност да ги решаваат овие проблеми, а не ги решавале. Се надевам дека нема да започнат со закани од типот на потикнување на кривични пријави, па дури и физички пресметки, како што за жал имавме можност со кои што имавме можност да се сочиме во текот на изборната кампања и тоа за жал од наши блиски луѓе. Меѓутоа, како што рекле србите, кој че кога ако не е свој сога. Такви сме, не имаат сите страни, имаме секакви
и многу пат го забораваме на она што сме го рекли и она што сме го правиле. Тука некаде го завршуваме ове наше прво издание, воведно издание во кое што ќе имаме, значи реков и во наредните, да ги анализираме сите проблеми, да потенцираме на нивно решавање и се разбира, апелираме до сите оние кои што имаат можност и треба да го решаваат. До тога се надевам уште еднаш ќе се сретиме во најновото издание на нашава емисија насловена Рефлексија.